Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев вчера вечер беше отворена изложба на слики на авторот Мајкл Клос, канадски уметник со македонски корени. Присутните имаа можност да ја видат најновата продукција од овој автор, 25 слики работени во рамките на повеќе годишниот проект Сликарството на патот на хуманоста. Предпоставувам дека проценил дека човечките чувства најдобро може да се прикажат со поврзување на човечкото лице, така да тоа стилизирано човечко лице е и на некој начин она што мај го истражува и оди кон тоа да на своето сликарство даде една филозофска нота. Па така можеме да видиме дека во главном неговите решенија на оваа тема се стилизирани лица кои се дадени во една, ако така можам да кажам, геометриска форма, каде што Мајк бојата ја користи како цртеж, а делејќи ги лицата на повеќе парцели, повеќе сегменти, се обидува да даде и едно, ако може така да кажам, психичка интерпретација на самиот лик, кој го представува. Мајкл Клос е роден во Торонто, а дипломирал сликарство во Канада. Реализирал стотина изложби, а голем дел од нив се во рамките на проектот Сликарството на патот на хуманоста, кој што Клос континуирано го реализира со неговата сопруга Менка, историчар на уметност и кустос. Тука би навел секако 130 негови самостојни изложби кои ги има направено во 20 на земји во целиот свет, значи Соломонски острови, Франција, Германија, Италија, Хрватска, Словенија и многу други. Значи еден автор кој што своето творештво можеме да кажеме го представува во интернационални рамки. Она што исто така го карактеризира овој автор е и секако неговата повеќе образност кога се работи за визуелните уметности, значи неговото учество во филмот, во телевизијата и во театарот. Пометвам еден македонец кој беше на восколје пред 100 години. Името Фото Томев. И тој беше од гејтскиот дел близу Лерин, значи Флорина. И добие, во Канада има Governor General. И тој добие медал од вој representative на тоа време. Многу добар човек, многу добар сликар, беше фотограф на најлошо време, depression тамо. И сите знае за човекот. Изложбата во Куманово ќе биде поставена до 14 септември.